Денеска во рамките на просториите на ВМРО-ДПМН имавме состанок со синдикатот на пензионерите. Разговаравме за актуелната положба на пензионерите во Република Македонија. Детално го анализиравме новото законско решение кое што помина во рамките на парламентот. Пензионерите ни ги представија сите нивни забелешки, сите нивни сугестии како истиот тој закон да биде подобрен. ВМРО-ДПМН во минатото, исто така и во иднина, основна цел ќе биде подобрување на квалитетот на живот на пензионерите, бидејќи тие тоа го заслужуваат, бидејќи имаат и текако многу дадено за оваа држава и текако имаат многу дадено за Република Македонија, така што навистина они ги заслужуваат пензионерските денови да бидат достоинствени, а да не бидат омаловажени и понижени, како што впрочем све оваа држава се труди владата на СДСМ и Зоран Заев да го омаловажи и понижи, се разбира на врвен приоритет се нивните лични приоритети и сугестии. ВМРО-ДПМН денеска во разговорот со синдикатот на пензионерите им го пренесе нашиот став и им кажа дека во текот на утрешниот ден пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе поднесе предлог закон за укинување на новото законско решение, каде што практично пензионерите се оштетени за отприлика 500 денари по месец, имајќи го предвид движењето на просечната нето плата во изминатото полугодие и ќе бара веднаш враќање на старото законско решение, така што на уште еден начин ќе покажеме дека ние навистина се грижиме за пензионерите, од друга страна ќе ја покажеме штетната политика на СДСМ и практично сите ние нефункционални и проблематични така наречени реформи кои што ги прави владата на СДСМ и Зоран Заев. За волја на вистината структурна реформа е само оваа минималната плата, но ги гледаме сите негативни ефекти на таа минимална плата, каде што преку 300.000 пензионери секој месец во годината кој што следува ќе бидат со намалена пензија од 500 денари, односно нема да го добијат заслуженото покачување од прилика 500 денари. ВМРО-ДПМН работи во својата програма, има сет мерки кои што ќе ги предложи пред граѓаните, но и пред пензионерите. Денеска разговаравме за дел од тие мерки, дел од сугестиите кои што денеска синдикатот на пензионерите ни ги презентираше практично на оваа средба ќе бидат инкорпорирани, се разбира во рамките на новата партиска програма, така што еве работиме, учиме и навистина она кое што сакаме да го покажеме пред граѓаните е нов пристап, нов принцип на работење на политичките партии со честитост, принципиелност, искреност и доследност на тоа што ќе биде ветено, тоа и да биде реализирано понатаму.